За жал, ова се главните политички звезди на малата партиска сцена во Македонија. А сега проаѓаме на сегментот со интервјуа со Билјана Соколовска. Таа успеа да ја убеди Лилјана Поповска да разговара отворено за тоа како постојано се премислуваше во однос на политичките партнери во изминатите деценија. Тука и Павле Трајанов, човекот кој веќе подолго време бара отворени листи за малите партии да можат да добијат поголема политичка моќ. Да ги чуеме. Дали малите политички партии треба да имаат идеологија? Вие бевте во коалиција со ВМРО-ДПМН и сега токму заради тоа ве прашувам за идеологијата. Ги знаете штетите и бевте свесни за штетите кои беа нанесени, а сега сте во коалиција со СДСМ. Ние секој сме биле самостоен политички субјект, препознатлива, ставовите никош не сме ги менували или прилагодувале према постариот брат. И ако направиме анализа што е реализирано, што е од владата, а што е предвидено во изборната програма Демократскиот сојуз, 90% од нашите определби политички, нашите проекти се реализираат. Се разбира дека мора да има идеологија една партија и тоа е смислата на постоењето, да промовира одредени конкретни политики верувајќи во својата идеологија. Дом постои 12,5 години на политичката сцена и почнавме како опозициона партија. Излеговме сами на избори, освоивме еден пратеник од гласови за тројца и токму затоа и се бориме за една изборна единица, за да може да се преточат сите гласови од граѓаните во пратеници. Почнавме со свој пратеник, кој што граѓаните ни дадоа доверба за него и добивме покана за учество во влада. И да подсетам, тоа беше добра влада на почетокот во првите години. На почетокот имаше и разбирање и прифаќање на нашите ставови и затоа толку силно почна промоцијата на екотуризмот, промоцијата на рурален туризам и се слушаше гласот наш на почетокот. Меѓутоа, како што одеа годините, се менуваше стилот на работа на големата партија и со тоа и на владата и затоа се зачестија и нашите внатрешни расправи, но тие беа јавно видливи. Се каете ли што бевте во коалиција со ВМРО-ДПМН свесни за сите штети, несогледливи штети што беа правени на оваа држава? Не, затоа што 2005 година кога започна активностите сврзани со територијалната поделба, тогаш сметаме дека не треба се прави територијална поделба во Република Македонија и тогаш започна повеќе политички партии. Демократскиот сојуз беше носител на една коалиција третиот пат, бевме 5, покасно 7 политички партии и процениме тогаш во тоа време дека ако не одиме заедно со друга политичка партија, со една од поголемите политички партии, дека изборниот модел, но и други аспекти, не може да се покажат резултати. Знаете точно тоа е што клучно. ве прашувам. Да, ние 2014 година и предходно имавме многу поразлични ставови. Крајот на 2014 година, кога доби информации околу масовното прислушување, околу можните злоупотреби, ние се се дистанциравте, но сепак останавте во коалиција. Немаше избори. Значи, ние се повлековме. Имавте вие избор, да ние излезете од започнавме, коалиција. значи ние 2015 година, бидејќи се најави избори, кога започна активностите, ние точно се позициравме на страната на правдата, на владењето на правото. Никој не ве спречил да говорите јавно, јасно и гласно за штетните политики на ВМРО-ДПМН. И тоа и сме го правеле во врска за овие прашања што ги поставивте, го правевме. И токму заради тоа и бевте на удар. И затоа видете вака, значи секогаш постои проблем дали да влезете и да бидете во некоја власт или да не бидете. Меѓутоа, како нова опција, посебно зелена опција, многу е тешко да реализираш нешто ако си цело време надвор, бидејќи во тој период беше потребно и да ја промовираш таа зелена опција. Во денешно време е многу лесно е да се реализираат обновливите енергии, енергетската ефикасност. Меѓутоа, помина години кога требаше и граѓаните и политичките елити да се учат што е тоа и зошто е тоа битно. Дом застана заедно со граѓанските организации против рестарт на топилницата во Велес и тоа
го успеавме. Против отворање на железара сред Лозја во Неготино. Спречи да се продолжи рокот за важење на одлуката за екологизирање на големите загадувачи, кој што рокот беше 1 април 2014, се направи обид да се продолжи за уште 5 години. Потоа се боревме со Макстил и Југохром, кои што не ги испочитуваа. Југохром дури еве сега практично оваа влада прави еден правилен потек каде што застанува во поддршка она што ние го предлагавме претходно и му помага на Југохром да може да се екологизира. Меѓутоа другите загадувачи ние успеавме да издействуваме да се спречи. А инаку не било се едно со кого сме во власт, ние ниту сме секогаш во власт, ниту по секоја цена. И токму затоа по првите бомби дом излезе по цена на жртви, со затвори, со малтретирање од работа и така натаму. Бомбите беа, не, свативме и предходно и затоа имавме, не молчевме, има редица критики на Facebook и на веб страната. Не излеговме од коалиција, точно така, затоа што проценуваш во кој момент ќе можеш да бидеш пополезен и да работиш дали од една или од друга страна. Меѓутоа затоа сум гласала против и не сум гласала за ниедна верзија на законите, да речеме, за просторно и урбано планирање и за градење, и затоа продолжува нашата борба до ден денес. Успеавме сега со новата влада да се донесе законот за зеленило, ние се боревме со години за тоа, но сега се бориме тој конкретно да се примени и да се направи сериозна ревизија на деталните урбанистички планови. Значи, борбата продолжува. Нема идеална влада и нема идеална постава. Вие сте мала партија со неголемо членство, значи мало членство, станува збори за неголеми пари кои ги поседувате и трошоците во ред не се ни големи, но имате ли одговор зошто всушност ве земаат сите влади, сите власти во коалиција? Дали всушност за да ве употребат, а и вие се согласувате да бидете употребени за да бидете на власт? Ние сме политичка партија со своја идеологија, со програма. Ние сме партија лоцирана на центарот. Ние сме една од подобро организираните политички партии, после ВМРО, СДСМ, Демократскиот сојуз, една најдобро организираните политички партии. Имаме 56 општински организации, функционираме добро. Меѓутоа, на балконот победуваат досега коалициите. И вие тогаш одбирате да влезете во секоја влада? Без разлика на идеологијата, принципите, политиките? Апсолутно. Сите политички програми во државата, на политичките партии, личат јајце на јајце. Не е убаво да не понижувате вака јавно. Мала или голема партија зависи од бројот на тоа колку поддржувачи во моментот има и од тоа го броите. Меѓутоа, ако идеологијата е значајна, таа ќе си го најде својот пат. Пред 30-40 години зелените партии беа секаде мали партии и незначителни. Меѓутоа, еве во моментот во Холандија ги добија локалните избори од Амстердам до сите главни градови. Има еден клучен проблем за кој што сепак многу малку за тоа се зборува јавноста, дека изборниот модел ги принудува помалите политички партии да коалицираат една со поголемите. Ние сме направиле се што зависи од Демократскиот сојуз за да вклучиме во една нова политичка групација повеќе партии. Но големите анализираат и викаат добро, овие се групираат, може да ќе нанесат штета. Тука имат единствен став ВМРО, ДПМН и СДСМ, дека не треба да се дозволи формирање на нов силен политички блок. И почнуваат да ги влечат партиите една по една и на крај ќе останете сам. Пред ова интервју вие ми најавивте дека ќе кажете една анекдота зошто всушност постојат, функционираат малите политички партии. Што прават малите политички партии? Искрено да ви кажам, прочитав, мислам дека беше од Вук Драшковиќ на едно вакво прашање, што правите вие помалите партии? Па вика, помалите политички партии чуват стража додека големите партии крадат во државата. Така да од прилика тука е влијанието улогата. Инаку но влегуваат во коалиција со тие што крадат со големите. Тоа моделот треба ние да направиме се. Еве СДСМ најавува цело време дека ќе го промени изборниот законник и Македонија ќе биде една изборна единица. Меѓутоа што се случува?
13 политички партии, што биле коалициони партнери на ВМРО ДПМН. Сега сите тие се со СДСМ. Јас лично не верувам дека СДСМ има и интерес сега да промовира и да обезбеди Македонија да биде една изборна единица, бидејќи во тој случај многу од партиите може ќе настапат самостојно и имат шанса да постигнат резултат, доколку не се подигне прагот да биде многу висок, па да не може да го поминат. Со чест на исклучоците, но несомнено е дека во Македонија се бара поквалитетен човечки материјал и за малата, и за големата политичка и партиска сцена. Гледавте Проверено, секогаш за граѓаните. Се гледаме следниот вторник во 19:30. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија.